Вакцините се едно од најважните средства на јавното здравство за контрола на заразните заболувања, особено кај децата. Зборот вакцина првпат го употребува Хенер во 1796 година, а истиот денес означува секаков вид на имунизација. Имунизацијата пак го заштитува организмот од заразната болест со внесување на антитела. Меѓутоа, живееме во 21 век, каде што се повеќе се среќаваме со сомнежи во врска со вакцините, бидејќи се смета дека истите може да доведат до несакани дејства. Кога зборуваме за имунизација, како најголема придобивка на човештвото, представува секако имунизацијата која представува еден вид превентива од заразни заболувања. Во последните десетина години сепак ова е малку изместени се тие норми, сепак поинаку се сваќа процесот на имунизацијата, секако заради водењето на тие антивакцинални кампањи кои беа доста агресивни во последните 5-6 години и тоа се одрази и врз нашето секојдневно работење и врз процесот на имунизацијата, бидејќи голем број на родители одбиваат да ги вакцинираат своите деца. Меѓутоа, во последните неколку години можеме да се пофалиме дека повторно поверението кон вакцините од страна на родителите се враќа, а со тоа и процентот на имунизираните дечиња, особено оние во текот на првата година од животот, значително се зголемува. Една од вакцините кои најчесто се одбегнуваат од родителите е вакцината против морбили, односно познати мали сипаници. Тие се многу заразна и сериозна болест, предизвикана од вирус. Пред воведувањето на оваа вакцина во 1963 година и пред вакцинацијата широко да се распространи во светот, големи епидемии на мали сипаници се појавуваа просечно на 2 до 3 години, предизвикувајќи по проценка 2,6 милиони смртни случаи секоја година. Првиот знак на мали сипаници обично е висока температура, која најчесто почнува околу 10 до 12 дена по изложеноста на вирусот и трае 4 до 7 дена. Во почетната фаза може да се појави течење на носот, кашлица, црвени и насолзени очи и мали бели точки на слузницата што ја обложува устната празнина. По неколку дена избива исип, обично на лицето и горниот дел на вратот. Посебна вакцина која родителите ја избегнуваат, можам да ја напомнам само вакцината која се прима на година дена, тоа е морбили, рубеола и паротит, МРПТ. И не дека нема да ги вакцинираат своите деца, меѓутоа голем број од децата се вакцинираат нешто во покасна возраст, нешто после година и пол или 2 години, од страв за аутизам или други некои несакани последици од самата вакцина, кои се сосема неоправдани, би рекла како педијатар. Во однос на заболувањата кои што се појавуваат сега во поново време, особено овие заразни епидемиски или мини епидемии на морбили, на варичела или други осипни трески, можам да кажам дека во последните години кај нас немаат се појавено, тоа е пред 3 или 4 години беше последната, која не зазема големи размери, бидејќи навреме се реагираше од страна на Министерството за здравство, здравствените работници, водењето на емисии за имунизација за морбили. Со воведувањето на нов тип вакцини, кои имаат минимални или незначајни последици или несакани ефекти од вакцините, значи дека самата имунизација е безбедна. Доктор Гацова со апел до родителите, слободно да ги вакцинираат своите деца. Исто така, полажната тревога по социјалните мрежи дека пред неколку дена на инфективното оделение во клиничката болница Штип има примено заразени деца од морбили. Гацова информираше дека такви случаеви нема.